здравството е една од сферите каде што состојбите се најлоши и тоа директно или индиректно го чувствуваат сите наши граѓани. Значи, нема поголема вредност за еден човек од неговиот живот, од неговото здравје, од здравјето на неговите блиски, деца, родители, пријатели. Денес во Македонија систем на јавно здравство повеќе не постои. Значи, ние имаме целосно разнебитено јавно здравство и ние веќе не можеме да говориме дали после промената на власта ќе дојде до некакви реформи или рехабилитација. Ние треба да го реконструираме од нула, од пепел, системот на јавно здравство во Македонија. Впрочем, сведоци сме секојдневно на трагедиите што им се случуваат на граѓаните, на пациентите, на болните. Меѓутоа, не во подобра ситуација се и вработените во здравството. Оваа власт што направи? Од една страна ги намали финансиските средства во системот на здравство преку намалување на придонесот за здравство, но истовремено и преку опаѓањето на стопанството, помал број на вработени кои што плаќаат придонеси за здравство, а од друга страна, на расходната страна на системот, од чисто популистички причини постојано ја зголемуваше лепезата на работи за кои што треба да се трошат пари. Значи, ние имаме перманентен недостиг на финансиски средства во здравствениот систем и првата работа која што ние ќе направиме е да се зголемат финансиите кои што ќе бидат наменети за здравството. Втора работа е да се елиминираат криминалот и корупцијата кои што постојат во здравството. Значи, не може приватните болници во Македонија истите апаратури да ги набавуваат по дупло поевтини, понекогаш и по 3 пати поевтини цени од оние по кои што се набавуваат тие машини, да речеме, во јавното здравство. И трета работа, оваа неконтролабилна политика во здравството од аспект на концепт мора да се напушти. Не може за реформа во здравството да биде прогласувано и растурањето на клиничкиот центар на 30 клиники, а после 2 години и обединувањето на 4 клиники во една исто така се прогласи за реформа. Што говори дека тука не постои ни стратегија, ни тактика, тоа е оставено на страна. За Социјалдемократскиот сојуз состојбите во здравството ќе бидат еден од највисоките приоритети.